Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода сакам да зборувам на темата кога можеш да очекуваш дека убаво ќе го зборуваш македонскиот јазик. Накратко ќе го дадам одговорот на прашањето, а подоцна ќе образложам низ целава епизода. Можеш да очекуваш дека подобро ќе го зборуваш македонскиот јазик кога ќе почнеш да тренираш. Може би се прашуваш каква врска сега има тренирањето со зборувањето на некој јазик, односно македонскиот јазик во случајот. Веднаш ќе ти кажам дека не треба да тренираш физички, односно не се работи за некој физичко тренирање на телото, тука повеќе мислам на она тренирање на со мозокот, вежбање со мозокот. Во овој случај на тренирање или вежбање на мозокот, мислам да го зборуваш македонскиот јазик секогаш кога за тоа ќе ти се пружи можност. Па така, например, кога ќе се најдеш во друштво, во околина, во присуство на луѓе кои го зборуваат македонскиот јазик, не обидувај се да зборуваш на англиски или на јазикот, на некој друг јазик кој ви е заеднички, туку обиди се да зборуваш на македонски. Знам дека ќе ти биде тешко и напорно, но верувај ми дека трудот е вреден. За почетокот обиди се да кажеш кратки реченици. Тоа нека ти биде целта. Кратки реченици до 5 зборови. Не мораш веднаш да раскажуваш романи, приказни, прозе, поезија, туку или да го раскажуваш твојот живот, туку она што е во моментот на зборувањето актуелно. Некои реченици кои се во контекст на разговорот. Исто така, тренирањето или вежбањето на македонскиот јазик можеш да тренираш всушност и во случај кога не ги знаеш сите зборови. Моje лично мислење е дека ако чекаш да ги научиш сите зборови на македонски, па тогаш да почнуваш да го зборуваш македонскиот јазик, ќе ти треба многу долго време. Или пак, како што пишува во една моја објава на друштвените мрежи, не можеш да знаеш 100% граматика за да почнеш да зборуваш на македонски. Туку почни уште денеска, уште веднаш утре ако ти се укаже таа можност да го зборуваш македонскиот јазик. Бидејќи учењето зборови напамет и на граматичките правила не може да ти гарантираат дека побрзо ќе научиш да го зборуваш македонскиот јазик, туку баш она што ќе те натера всушност и ќе ти помогне да го зборуваш македонскиот јазик подобро е токму зборувањето и тренирањето на мозокот, како што наведувам во овој случај. Значи, тоа се однесува на ситуации во кои можеш да се најдеш. Исто така, обиди се да зборуваш на македонски иако во моментот мислиш дека не ги знаеш сите зборови, обиди се тоа да го кажеш поинаку. На друг начин, со објаснување со користење на други зборови и сигурна сум дека соговорникот ќе те разбере. Ова се однесува на тоа и да го истренираш твојот мозок да го зборува македонскиот јазик, но и самиот мозок кога си ти изложена на тој јазик, кога се обидуваш да зборуваш, и самиот мозок работи на таа фреквенција да прави реченици, создава реченици на тој јазик. Дури обиди се да зборуваш македонски дури кога чувствуваш дека ти трепери гласот, односно треперењето на гласот всушност означува дека се наоѓаме во некоја позиција на страв, но обиди се и тогаш да го зборуваш македонскиот јазик и ќе приметиш како стравот, чувството на страв и треперење на гласот ти се смалува од ситуација во ситуација. Секој ден е се помалку и помалку. Заклучокот на сето ова што го зборував е да го истренираш мозокот да го зборува македонскиот јазик во сите можни ситуации, во сите околности. Совршени или несовршени, да, секако дека ќе бидат повеќе несовршени ситуации, околности, услови, наречи го тоа како сакаш, но тоа ти представува секој пат, тоа ти представува твоја можност
да стигнеш побрзо до целта која ти е, а тоа е да го зборуваш македонскиот јазик подобро. И навистина е така. Еден ден, кога ни нема да обрнеш внимание, несвесно ќе забележиш дека го зборуваш македонскиот јазик со леснотија и дека ги немаш оние моменти на како се кажуваше овој збор, дали го изговорив добро, ќе приметат ли другите луѓе дека не знам да го зборувам ова, туку си зборуваш течно со свој тон, со своја ритмика, со своја брзина и зборовите одат како подмачкани. Во овај епизода исто така сакам да кажам и во однос на тренирањето што се случува кога гледаме некој познат спортист на телевизија. Не изгледа многу лесно кога прави некој трик, кога од голема далечина ќе даде гол или кош. Но прашањето е што е она што не го гледаме, односно кои се оние невидливи ситуации, невидливи работи кои ние не ги гледаме, односно 99% од луѓето не ги гледаат тие невидливи работи, туку го видат крајниот резултат и тогаш обрнуваат внимание. Но невидливите работи се години и години вежбање и тренирање. Многу денови поминати во повторно изведување на тој трик, тоа вежба. Години на истрајност, тренирање и дисциплина. Но, она што сакам да го кажам е дека тука не го гледаме она колку промашени голови, колку промашени кошеви тие луѓе имаат дадено, односно не дадено. Тоа малку луѓе го зборуваат, бидејќи никој не сака да зборува за неуспехот и туку сите само го величаат успехот, но што е она што не доведува до тука. Ајде малку да зборуваме за тој процес и тоа сакам да ти кажам. Дека сите кои успеат да направат некое чудо, всушност имаат и тренирано и вежбано многу. Така, за да успеш убаво да го зборуваш македонскиот јазик, ти треба тренирање и вежбање и секако дека тоа можеш да го сториш самостојно, затоа ја и снимам оваа епизода да те охрабрувам да ги користиш сите можни околности, услови, ситуации каде што ќе можеш самостојно да го вежбаш твоето зборување на македонскиот јазик, но доколку сакаш тоа да го сториш со мене како изворен говорник на јазикот, можам да ти помогнам да се ослободиш и од тремата и од стравот кога треба да зборуваш на македонски, а сето тоа можеш да го сториш во моментот е отворен програмот Зборувај македонски и можеш да се пријавиш на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода или на мејлот mariamalenovits202@gmail.com и тука ќе се договориме за термините, кога ќе ги договориме нашите термини за зборување. Многу сакам да те поздравам до следното слушање на подкастот и епизодата и се слушаме и гледаме во некоја друга ситуација.